Ова е прво видео од оваков тип што го снимам и што го постирам на мојот канал. Се работи за експериментално видео, кое што се надевам дека добро ќе помине и ќе ви биде интересно. Прв пат во некое видео има некој друг освен мене. Да ви објаснам накратко за што се работи. Пред неколку дена, додека си собирав печурки во природа, најдов на човек кој што се шеташе, сликаше, не знам што правеше во природа, далеку од сите патишта, и почнавме многу интересен, неврзан разговор. Разговорот беше толку интересен што се решив да го снимам и со негова дозвола да го објавам на мојот канал Сонцогор. Па еве го видеото во продолжение. Видеото е неедитирано, како што си течеше разговорот, така го снимав. Се надевам да ќе биде интересно и секако отворам ново поглавје на мојот канал Сонцогор, односно споделувам приказни или мислења на луѓе кои што имаат што да кажат, сакаат нешто да кажат, а немаат простор. Па еве, јас им го давам мојот простор, Сонцогор каналот, па нека си кажат што мислат и нека го споделат својот светоглед. А сега видеото. Значи, јас сум Јован Коцев, ме радува, еве и да симнеме капа што викаме пред Бога во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, она што од Бога поврзува. И поврзанието што е секогаш преку Светиот Дух помеѓу нас, откако ќе го дадеме од себе во срцето топлината што имаме, ка секоја една благородна душа што не спојува. Така да она што е поврзано атмосферски, тоа значи е безсмртност, а ние сме во тело тука и баш убаво на вакви природни места каде што е за лозата да ги кроиме. Тоа значи исто и според Словото Божјо. Неделата беше претходна баш за телето и се шалев кога дојдов тука, а бе викам кај се телињата, а кланицата е тука, а бе вика немаме ни телиња сега многу, а и месото што го имаме нема кој да купи. А испадна што се шалев со него, викам, а бе викам како ние сега северна, вие сте домаќини, а ние што бевме не домаќини од источна, од западна, од јужна Македонија, барем едно пиленце нешто. И испадна празникот ова што сега значи што викаме Васили, Васили, Василице, ама тоа е Васили некој што сили. А емирот, емиратите, царот, кај што шета шиитите, и затоа викаат под јаболката треба јаболки, ама велат болка, болка, јаболка. Ете омоторџијата. Тука доаѓа се слуша. Па вртат тука, да, возат. И баш него. И сега за ова што збориме, значи јаболката, јаболки ќе бареме, под крушката крушки. Ама почна викаат од тема на тема, идат многу анатеми, што викаме по прославието. И по редословот беше кога дојдов, значи се иде кај брат, сестра, како што е поделбата што сакали имотот, она од Словото Божјо што е со 20 браќа, веројатно сте слушнале, и сега едниот се љути, како ти домаќин, чуваш, вамо тамо ти доаѓа некој од источна Македонија, од западна, ама триконтинентална да збориме, тоа беше во поентата на постот. Сега доаѓа да си скроиме лозите, ни треба сок гроздов, така, од сокот нели има шира што ќе испадне, па ќе испадне вино, за причеста крвта, од вино викаат, што тоа вино? Па вина, виновен, вина, вина од Ева, вино, вина, вините, ние сме децата, не сме од мајмуни. Интересно беше бао за славата сега каде што бев. Малецко детенце, внуче, а бе вика, како се родил Бог? Значи, Бог се раѓа во Словото. Во почетокот беше Словото, од Словото све настане и постане и ништо поинако. Имагинарно, не имаме сетила, значи имам вид, ве видов, слух, ве слушнав. Се движиме заедно. Со пријателци се поздравивме, се гушнавме, сите тие сетила, самурајците имаат плюс друго. Знаеш, она со мечот, да речеме јапонците што беа. А има и уште други што се сетила преку Светиот Дух. И затоа се сеќаваме на минатото и тука и дури од Пантелемон, заштитникот на Велес, каде што пред да дојдам тука, имаше земјотрес. Ако се сеќаваш сега денови. Да, вчера имаше земјотрес, да. Вчера и некоја вечерта, не помнам, да, имаше. Аба првиот што беше, тоа беше на голема молитва баш со пријателчето во Пантелемон во Скопје се молев. И вечерта тогаш пред да дојдам тука, значи пред празникот Василий, Григоријона за богославието, богомилите што кажам што ги потенцирам, и плюс што го имаме Јован Златоус. Тоа се од Византија сите ти работи. И во ништо нема случајности. Што се случува?
Првиот земјотрес што беше епицентарот на кај Косово. Јас сум на 5 спрат и мајката вака вели: "Синко, абе застани, чекај да ти дадам пари." Он иде: "Синко, чекај бе, застани да ти дадам и банкарската картичка ќе ти ја дадам. Синко, имаме кола, чекај, облечи се." А јас со години наназад се молев на Бога, на интернет ми има секогаш. И едно време во Мајнц, Свети Никола што имаме, 2010 беше од Берово Фоти, па отец Антони од Свети Ѓорѓија Ново село и сега го имаме Константин Павлевски од Битола. Ама толку она како подпредседател за манастир што сум во Трија, се оддалече работеве и од многу одамна што беше програмата 2014. Тука беше 2010 внуката моја во Скопје, што заврши после модерен дизајн, исто како Фросина што погина, ако ги знае. Се занесува децата, отидоа по 300 чуда. И ја од жалење плачи за татко ме 96-та. После за ова што испадна, едно време ми секна солзите. И години наназад тука во грлото ме стега. И сега кој испадна земјотресот, овие се плашат, а ја нема што да се плашам, имам мантија од ова 2025 земав, знаеш, на гробното место кај што сум старата за мајка ми и татко ми, се радувам, гледам плочата, викам: "Боже, ако е да ме земе, земи ме, јас знам тоа е вечност. Телото мое е преодлив, јас сум старата, си уплатив гробното место 2033 и стресе. И сега сите се плашат, јас сум на 5 спрат. И едно време од мисли, тука ми се исуши солзата. Една. Јас радосен. Солзи. Почнуваат, толку децении. И сопругата ми е во Германија. И се смири малце што нас, луѓе излагаат, излегов на тераса, абе вика не излагаат надвор. А јас си седам, што викам, ако идеш по ходник, има ја арматура, ќе се сруши, ќе паднеш, било што кај, знам, бев на свето место и енергијата исто како вие што се во Кина, они веруваат во змееви, така енергијата. 6 годишно дете кој ќе повика со темњача, бе, што да ти кажам, вистински се поместуваат силите во милиарди години наназад, ние не сме мајмуни. И тоа го сваќам тоа на жената и се ја викам: "Слушај, викам, пошто ве сакам, и неја имаме куче, мачето, едно друго, викам, ако се случи нешто, ти е ова последното, како и секојаш која браневме, сакавме, чувавме. Сувереност, интегритетот, независноста, слободата, све што не е дадено од Адам и Ева, некако мајмуни, дали сме или риди, или вакви, или накви, како што викаде за него племе, ние сме родослов, со име, со презиме, од подле што викаме, со лозата што се крои, таа не е едноставна. И затоа на жената реков, како и секојаш, не знам, викам, што се случува, ама ти знаеш, него убавата работа, да ти ја кажам, што? Па викам, како 2015, кога мајка ми почина, требаше од Германија, да дојде она со мене, не можеше и од жалост ми затече исто така солза. Викам, пак ми потече таа солза, ама се исуши. И викам, гледа, и он гледа, да, вика, очите ти се влажни, почнуваат солзи, се радува, разбираш? А луѓето се плашат од смрт, а смрт не постои. И тоа беше интересно и ова за Ниче Димовски, може и по пат ке гледаш печурки сними и ке разговараме, значи. Да, ако да. имаш батерија, За Ниче Димовски ми интересираше многу. Види, не е случајно, ние што се сретнавме, значи. Да, нема никакви Тоа не е случајно. Мене ми интересираат тие работи и некои други луѓе ми имаат кажано. Да, и ке гледам и печурки што ги, пошто он бараше и парагвари што ги има сеца тоа, значи да снимаме како сакаш и ке гледам и ја за тебе печурки и ке говориме. Значи Ниче Димовски е една благодетна личност што не е умрен. Значи тоа е преод на телото во друга форма, затоа што не се ни самоуби со пиштол. Тодор Петров беше кај него на увид. Само тоа што е од акција реакција на пиштолот, што е неможно, камерите му ги исклучали без разлика. Чекај, за него кажа дека се самоубил, така? Да, ама не е точно. За мене знам. А види, тоа се среќава низ историјата за многу македонци. А почнат да истражуваат ги убива. За нешто ги тргаат изгледа. Да. Ама јас знам како, зошто и кој, не е проблем, може и ова што ти ќе ти го кажам сето тоа. Него е битно за Ниче што викаше, еве, што нема случајности, за сајмот 2012 кога беа и некои други работи за книгите и на она што е во Автокоманда, знаеш, имаме тамо штанд што се вика, што ги промовираат книгите, сајмот порано. И ги промовираат и како вие сега што прашувате, книгите ги купиле, ги прочитале. Тоа девојчето што застана за Ниче да прашам некои работи и сега доаѓаат како вие, ама што ги прочитале книгите и поставуваат прашања. Ја ги одговарам и поставам прашање, вика, бе господине, вика, ја викам, не сум господин, обична личност. Добро, вика,
Од каде ги знаете книгите кога јас не ви ги продав, првите примероци, што ги дала на тие што прашуваат? Викам сега, праша го Ниче. Самиот Ниче беше во клиничка смрт, тоа што од 96-та, минуваат години, доаѓа 2000, 2001 војната, па доаѓа, сваќаш како што идат тие. И викам, ете, од природата божествена, не вика, застани, ме интересира, и Ниче ќе дојде, не вика, на предавање. Викам, он кажуваше за лововите, за стравовите, за сите ти работи, нели, со примероци од книгата, нешто. Викам, ја ќе си бидам на лозето мое и ќе се договориме, ќе се видиме после тоа. Да ти ги дадам книгите, не. Сака да ми ги поклонуваат. Значи ти имаше увид во книгите без да ги читаш. Ама ќе ти кажам исто и со внукот камерманот, кој беше во Германија, за чудата, чуде се што се. И значи се случуваат работи што вика за тие книгите, бев и кај бродот, кај неговата менаџерка. Тој требаше да дојде во Швајцарија. Ангелина Марко што е, Нестор Огинар, почине тој Бог да опрости. Значи Дардан Венецки што беше, што ги кажуваме, што ти испитувале. Значи ние имавме програма за 2022 да се победи Дарвиновата теорија. Таа е победена. Тоа е 2-2-0-2-2-0-2-2 според датумот што кажуваш, ама не го губија. А Дарвиновата теорија е победена. Бог се објавува, постои и клиничката смрт, он што се врати, исто Тодор Петров беше во клиничка смрт, кога тепа, знаеш, имаше некој работа. Имаше нешто, да. Сега, најважното беше кога владиката Гатањело тука, нели? И откако Ниче го сторија тоа злоделото, го имаме владиката Пимен, а јас сум како подпредседател на манастир. И таа програма што требаше со карго летови, тука да ги имаме, што се вика и овие апачите, хапачите, или како ги вика тие за војната 2001, тоа се воени хеликоптери. Требаше и други за вакви места да доаѓаат и карго летовите више од 2022 за да носиме најквалитетна храна, како печуркиве што ги бараш, другите, хидроцентралите. Све што требаше тој програм, затоа Дардан Венецки ве барал. Меѓутоа, системот што беше на Иванов, о тоа време, исто со Пендаровски, со Гордана, значи сите сака да бидат победниците, со победниците го донесоа НАТО и знаеш што ви правеа тука на испитувањата. Еве и кај црквата, значи бараат злато. Да. Исто и ова во И артефакти бараат. И артефакти. Ама и ги ништа артефакти. тие, а од другата страна ги продават и сме неуништливи. Тие се многу работи во човечанството што ги имаме. И интересно е, значи, ова што го кажуваш ти, ја утре патувам пак за Германија. Дојдов кратко за една недела и во април месец ќе дојдам за манастирот во Трија, што сум како подпредседател, ме замоли свештеникот до 2027 да не превземам ништо. Затоа што А на кој манастир? Каде е тој Значи манастир? имаме ние во Трија манастир, тоа е како замок, дори ти го кажам. Трија. Триер, да, тоа е до Луксембург, во Германија. Аха, таму во Германија, Во значи. Германија. И тоа е, значи, благословено све. Ја морав да го стонирам и понудев 500.000 евра, да не биде манастир, да биде црква, црковна општина Зедница. Огромен паласт е тоа, со изграба на станови на едно друго, со Иванов што се здружи тој председателот, и ја стонирав, ми понудија 500.000 евра подкуп. И сега треба, после 2019, толку години што измина, да го обновиме тоа. Затоа што, ево ова ќе си го чуваш, можеш да објаваш, не ме интересира. Значи, требаше да се молчи од 1996 33 години. Тоа не Како да се молчи? Некои работи за Александар III Македонски, она што вика за Ниче Димовски, за да се објави истинската вистина. Се избрзеа програма 2014 направил Сиропор во Скопје, не смееше. Сваќаш? Ние се самоуништивме. Дали разбираш? Сите тие што опознаваат од Бога како Александар III Македонски, вистинската вистина, каде се идеш по патешествието, што ти објавува Бог патот, не јас, што ти ги пружа. А фамилиите не се искрени, се продадоа. Кои фамилии? Па нашите, сите, да речеме... Потомците од Александар, тие или И фамилии ние мощните, сме кралските? фамилија. Ако земеме фамилијата, да земеме од баба Ева, иде до Адам. Не си ти од мајмон, така? Како, па нормално дека не сум, Па да. ниту бугарите се бугари, ниту грците се грците, ниту се србите срби, ниту босанците тоа. Значи, кога имаш една прва светска држава, призната на 3 континенти, а царство плюс тоа, царство, не само држава, со сите тие што се најмодерни закони и принципи на живењето, без што викаат ние сме биле империја и во Александар III Македонски време, тоа не е точно. Значи, Филип може да имало делумно,
каране првиот тоа што е и Дарвински што ги објасна работите изусти, сите работи што кажеме, и тоа е нешто неунишливо што постои. Значи кармата од Александар Трети Македонски од него од Македон. А Македон верувал во единиот Бог и никој друг повише. Не како кинезите со змајот, па лажната Грција што не постоела никогаш пред 1832 што ги збориме сите ти работи, и се повторуваат нашите грешки, што ја освоивме Америка, што ја освоивме Италија, преку Сицилија другите, што им дадовме на турците јазик, латински, а не арапското писмо каде што и шиитите се шетаа. Знаеш што ме интересира? Каде се тие потомци на нашите големи кралеви? Ти сите имале фамилии, внуци, ама деца. имаат имиња. И според имињата стојат во Словото Божјо. И А каде се тие луѓе? Па каде се? Значи, крвта вода не бидува. Еве од мојата корењата се ги барам и ги наоѓаш. Моите корења се до Адам и до баба Ева. Оти ние македонците сега се чувствуваме како сами и цел свет да е против нас. Да. Че ние сме сега сами. Сами сме. Каде се тие деца на фараоните, Сега ќе ти кажам на каде се. Птоломеј, Еве, на Александар, нашиот, сите тие лози, големи лози, богати. Најглавниот, што го имаме докази во Хановер. Тој е регент принц Петер Богоје. Од лозата наша. Он е кралски советник, ама Каниче Димовски на бродот, со неговата менеджерка има секс. Затоа што во Библијата стои не прелюбодействувај. Не лажи, не кради, сите тие работи што се поклонуваат. Или со обичните Исус што ги кажува, љуби го ближниот и така натака, знаеш како самиот себе и тоа. Значи, ние не ги исполнуваме ни од Стариот Завет, ни од Новиот Завет. И ние сме што целиот свет го расипавме. Мислам што викаш лозата, од каде се нашите, така? Не, каде се сега? Па и Ние сме нападнати од сите сега. Не сме нападнати, ние секогаш сме се само напаѓале за имот. Значи, уште од Адам Ева, еве Велес, вели, самиот збор. Значи, кога во почетокот беше зборот, и од зборот све настана и постана, значи, нашиот татко небески е створител на мислата, помислата и на Македон. Кармата е, значи, Александар од Македон и Исус Христос од ова што го имаме, што викаш каде е. Значи, ние сме Христови на прво место, библиски чеда. Израелот направи војни, така? Да. Времето на Ноe беше 40, мислам со ова што е расите македоноиди, негроиди и монголоиди, и овој филм што требаше со Ниче Димовски да ги освои сите медальони, што светот до сега имал некој таков филм, ама не смееше ради владата, немаме ние влада. А Ниче Димовски сакаше и филм да снима, така? Абе, тие се готови. Све е тоа готово, ама требаше да биде за овие следниве 3 години, сваќаш? И сега он ги убрза тие работи, што ти кажав, од 96 година требаше 33 години тихо да идат работиве. Значи, тоа е период на зреење, на созревање за планетарно, што викаме, ние сме само на Земјава. Он беше горе, така? Се симна до згоре, им кажа, на 5 метри вака урата, ние сме уште поблиску. Сите одговори му ги даде. За неговиот син, затоа што толку му е жал, сака да се врати доле, а вика после, бе, колку беше убаво горе, а ја вика, еве сум доле. Сваќаш? И се радува за синот, ама горе беше убаво. Виде све. Немаше прашање што поставил уште пред да го каже, одговорот му го дава. Значи он се вратил од тој друг свет со одговори. Да, ама со сите одговори, и гробот на Александар и овона. Меѓутоа он, видиш, Каде е гробот на Александар? видиш, Ја баш истражував за него. значи гробот на Александар, сега овие што се нашиве, што ја поробија во Рим, Римската империја што беше, сите тие други, што отидоа што ги поробија маите, индијанците, сите тие што ги поробија. Ние сме поробеделите. Дали разбираш, немаш да го сватиш тоа? Аха. Значи, ние ги имаме пак доказите. Сите се во нас. И медальоните што беа за Путин, се кај овој што е сестрата на Ниче Димовски, ама Коце Трановски му најде на Тодор Петров работа. Коце Трановски, веројатно, знаете, беше прв градоначалник. Од градоначалниците во Скопје. Не следам политика, ама нема врска, па, да. И затоа сите ти работи во она што викаме нема случајности, многу е битно сега што правиме. И во следниве 3 години. Ние имаме проекти направени за 2022, не функционира ради жена, ради керка, ради, што да кажеме, фамилиите, мајка. Ниче ке беше жив. Значи, ние од христијанско братство сака да направат револуција за време на пандемијата што беше. И тука има преневерија. Ја бев кај домот на Ниче Димовски,
разбравме нека работи, од Германија дојдов преку Хрватска свештениците што ги има, дури бели голуби ми слетува сето тоа, и шарпланинци има во дворот, ограден од страф од сите ти работи, знам зошто и како. Комшиите викаме, бе, каде? А бе, вика, не знам, иде од другата страна, викај по татко му, Милан. Ја вика, Милане, ниче, не излага никој. Едно време излезе мајка му, со покриена, сваќа, се избањала со пешкир едно друго. А бе, вика, не можем да излезам, а бе, излези, викам, кажи каде е, ниче, ми треба нешто и одам, мора да се враќам 11. октомври. Не можем. Викам, ништо, колата е тука. Се вратив за Германија, после слушам, губиле. Значи, он е убиен, како и сите големи македонци. Ако видиш историјата, сите се умрели. Камерите исклучени, сетото е исклучено, ради... А кој ги убива? Западот ли? Па Кој? ние сме Западот. Дали разбираш? Ние сме Западот. Триконтинентална, прва светска држава, со кралство, со се. Да, значи потомците наши владеат со светот, да. Сме истите, се само ограничени. Значи, потомците наши владеат со светот, Да, се и расшириле сега на уште, секаде и уште. владеат, така, Ама и да, уште, да. разбираш, и уште владеат. Има логика, они биле моќни луѓе, Сега да. се северна, се закалнуваат. Северна Македонија ќе ја бранат. А зошто не ја браниш источна, западна, южна? Затоа што не знаат каде е. Праша ги, не знаат. Да, Таа да. е во Египет, таа е тамо, таа е вамо насекаде. И затоа што му кажав сега во црквата, што го имаме Кирил и Методи во Велес, така. Што имаме, каде што е Господин Стефан, кога е поканат владиката Агатангел. За 30 септември имавме денот на Ајваро, што вика, така, бойкотирам движењето, референдумот. Тоа референдумско прашање е решено независни. А ти стануваш горна, долна Македонија со овие градоначалниците што ги знам, ако ги знаеш, од Цирково, Росоман, Велеш, што беа тие поврзаниците што се, Благоја може да го знаеш, Блаже. Не ги знам, не, Не ги никој не. политичарите што прават политика. Не ги знам, ме фрустрира, ти ги одбегавам, право ти кажам. Ако снимај се, ќе се правиме, пошто да не те задржам многу, ти снимај се, јас снимам такви работи, ќе ти остане. Значи, по кој пат, кај што одиме, може и печерка ќе најдеме без да знам. Не, нема, а печурки уште е ладно. Па добро, значи Тука ќе имаше многу ако имаш. Убаво е местово, ја пак ќе дојдам во април со сопругата моја. И еве тука кај племето што викаме, он ни е роднина. И ние порода, ако сме сите... Па добро, можеш и кај мене да јаш, јас сум тука близко. Па ќе ќе се запознаеме, значи Да, не е проблем. Јави ми се ако треба нешто, викам, не се шикирај, Бог, викам, те одреди. Бев ја вчера таму во пештерата, низ молитви, се молев и за денешниот ден. И сега доаѓаат деновите на прочка и на молитви. Ја бев и 3 дена без јадење, без пиење, кога беше за 30 години за Партенија, знаеш, ова Свети Јован Бигорски, така, што доаѓаат монаси. И самиот Жаре, што викаме, си го смени името на Оган, и он од фамилијата, знаеш, од Коцеви има, од Очу што ги има, веројатно што збориме, ова сега ти го кажам, бидејќи меѓу вас одат, ти си го имаш видеото, ти ќе си разработуваш. Дај Боже се живеете убаво, затоа што он ме напомена, некаде нешто сгрешил самиот, на кај тебе изгледа, со кучињата некојаш му отишле. Не, нема на кај мене. Ја му помагав тогаш да ги најде. Он ми се јави, ги имаше изгубено, па ја му помагав да ги најде. Имало, ми кажа По телефон, ама не се видовме. Имало некоја замерка, не знам сега дали сте му замериле вие или некоја друга личност. Па друга е некоја изгледа, да. Некоја друга личност. Значи, вие си живеете, него го сакат, ја кога идам во Велес, сите го сакаат. И ова сега што кажеш, во ништо нема случајности, мене ми напоменаа за книгите. Абе, читај. И сега еден што работеше на бродот кај Ниче Димовски, вака ме вика, бе, Јоване, молим те, вика, само ради мене и керката, прочита оваа книга. И ја прочитав таа книга. Што се случуваат, Ниче Димовски има скршено плоча, некој работи со таа енергија што има од божествен карактер. Во мислата, таа е толку брза, значи мислата, светлосни години, што викаат едно друго. И кога ќе помислиш нешто, и уште пред да го помислиш, има енергија од стравот. Например, патуваш со кола и нешто го предизвикуваш ти самиот, сваќаш? Може да биде и негативно и позитивно, и он тие работи ги објаснува и вика во едната книга. Ако сте решили да ја читате таа книга, поубаво не ја читај, после не си истиот човек. И луѓе не го разбираат. Ја го читам тоа, а на Ниче му викав кога имаше предавањата со Ангелина Маркос, ова Дардан Венецки другите. Дардан Венецки викам, ајде штом сте решили за филмот,
Ја го имам Кристијан Ландов, може млад да го знаеш негово што имам на порталите новиот, што е јаке тој сега Кристијан Ландов. Да, Тој ми од многу прв братучет. Многу е познат, да, познат, да. Тој е млад, тогаш беше детенце. И он ги запозна некои Ама не го интересираат него тие работи, или го интересираат? Делумно затоа што татко му, Тони, има неколку камиони што викаме со Борисов се први. Времето од Косово краде гориво едно друго, со тете ми. Стана бугар. Има проблем, разбира, самија со неговиот татко. Има, значи, татко му се остави, земе уште две други жени. Па се фали колку е богат, разбираш? И си има проблем. Дедо му е од егискиот дел, а овој стана бугар. Аха. Сваќаш? Да. И се збогати. И секој со некого си има. Затоа реков, ние семејствата што ги имаме овие 3 години, сакаат неќат минува тој период што е даден. Сваќаш, тие години, процедурата што се 33 години од 96 година да поминат. И тогаш више средена работата. Може и поплава да има, може и све да се срамни. Добра, и нината наша каква ќе биде сега според тебе? Нината прво кога Исус Христос кажува: човече, смртта со смрт е победена. Ако сакаш телото да си осочува, си изгубил душата и после ќе викат: Јоване, ми гори душа, дај ми чашка вода. Како ќе му дадеш во тој свет? Затоа овој кажува, и му кажав кај што спиевме тамо, се плашат од самовели, се плаши од ова, се плаши од она. Значи се плаши телото да не го изгуби човекот. Значи ти си изгубил душата више. Сваќаш поентата што е? Исус нели има според Библијата дадено, ако сакаш да тргнеш со мене, ајде тргни, викам, остави го целиот имот. Еве, он го остави целиот имот, така? Се радува, садеше лук, садам со него, сите ти работи ги прави. Ама ќе дојдат други раши, ќе дојдат други и му прават проблеми. Дали сваќаш? А не он целителот во тој смисол на како Исус Христос што правил. Ама добро, и тоа е некој вид на предизвик. Некој му праќа предизвик. Он треба се избори со тоа. Меѓутоа во времето на Исус исто и кажал: оди и не кажувај. Сваќаш? Има другите одма ќе издадат, ама и тука имало намера. Сега сме 21 век. Разбираш, во 21 век толку години што минува, тоа се милениуми више поминати. А секој знае више, не можеш да го лажеш детето. Евангелието се проширени из цел свет. Сите знаат. И кинезите, и јапонците, од Африка, сите што знаат. Све е више дознато, нема више православието да се плаши од, да кажеме сега знаеш, нашиот што е на власт, од каде дојде? Гордана. Не знам. Значи, таа е врховен командант, разбираш? Врховен командант на армијата. Да. Значи, она армија си ја продаде државата како Иванов што се зема пензија после 2 мандати. И Пендаровски, Мицковски, сега како ветерани ние што бевме, во 2017 на што се случи 27.4. и знам како ги наведоа луѓето. Тие не беа терористи. Не беа, срамота е тоа, да. А терористите тука ги донесоа за да се богата со умпрофорн, со кафор, едно друго да ти украдат златото, сите треба да направат војна меѓу нас. А тоа се пас македонците. Емигрирани пред 500-600 години. Сваќаш, тоа е нашата фамилија што станала. Исто од чичко ми што бе, едниот мој чичко, значи можеше да биде мултимилиардер, ако не ги струшија близначките. Мислам, тие 3 згради, кога се радуваа сите, се сеќаваш? Да. И тога со браќата Леман, он пропадна многу економски, али уште ги има многу. 6.000 евра, ја му ги дадов. Од тука од Авталиџе, кај што имаме имот, од Коцеви. Он има канаѓанка, ама таа е од 4-5 поколение која ги ништеле овие што се маите. Маите е маис, пченка. Индијанците биле с Индија од тука што си тоа све измешале. Сега ми се фалеше кога бе во Канада, а бе вика, внучко, ај ке идеме, вика, кај индијанците да видиш резерватите. А бе викам, вие нив ги направите мајмуни, а сами сте мајмуни со Дарвин теоријата, ти си инженер, ме тера со компјутери, со 300 чуда, а братот негов, тој е мојот чичко постар, има голема разлика во годините, што татко им прв треба да ова е најмалиот, што стана од машинско-металуршкиот факултет Чушка, затоа што се родил во Сирково во нива. Ја не сум бил роден тогаш, кога отишли за Канада. И он сега од чичко му негов, полубрат на дедо ми, значи тоа е од Подлес, од Атанасовски што испаѓа? Испаѓа ја ништи Македонија цела. Кој ја ништи Македонија? Па мојот чичко. Едниот. А другиот се бори за Македонија.
А всушност он го зима од Македонија затоа што не смеја ќе беа во Голи оток. Живко прави Свети Петка, иде во Чикаго, иде на секаде. Тука по брдат доле не вика на секаде идел да ги прехране за времето кога било турското, разбира, сите ти работи. А овие спадна своите браќа. Сваќаш? Предавници. Се поврзаа конструктори за хеликоптерите, за другите места, од Канада пратија сили за да се доништат да се богатат, сваќаш, да се мултимилиардери. Малку му е толку да бидеш мултимилиардер. Со нова технологија вештачка, така? Нема Господ, нема ова, нема ништо, само да се богати семено уште повише. Ти не знаеш колку злато се колеле тука, знаеш, и уште го има. Да. А прадедовците мои исто да видат однесам некојаш кога ќе дојдам во април месец, со моја кола ќе идем ако треба, во Сиркова ќе однесам да видиш целата вистина од Подлес. За Богомилскиот поход, првиот филм го снимав со Зоран, од Марио филм, веројатно се гледал. Не сум го гледал. Има ли таков филм? Има и тој ќе ти го дадам, ама има од ова што се неговите серијали и ми викат, убаво договор направивме со Дардан Венецки, Клетников, другите во ЈНА, ова е Арама, сега што го имаме Арами што стана тамо договорот. И ми вика, супер, оди, ајде вика да направиме донација на жиро сметка и договор. Ја одма искинав све. Оди, викам, ти со синот ќе ти заврши, мене ми треба до народот пари, а не до нацијата. Дали сваќаш? Да. Значи он снима како тука на секаде ја и ти што сме, и ја го земав, ја го плаќам. Сваќаш? И му викам, зошто ти треба сега донација, книжка? Ке се збогатиме, пари, ова, она, ги знаат тие тамо. Викам, не бре човече, ти што мислиш бе, викам ти? Какви пари? Нацијата е национализам, фашизам и рентизам. Значи, ја ти ги давам парите и од народот ке најдеме народни. До народизација, не до национализација, обратно. И синот му заврши, тогаш им зимаше на некои луѓе по 50 евра според она. Се срамеше, сега им бара по 1000 евра. Вака, например, ќе го земат него професионално и после ќе стават од црквата и ќе збори ова, например, како вие што сте тука од овој дел, историографиите, како овој знае се, например, све племето што е така, ќе објасни и он ќе го промовира и ете ти пари. Ама не е тоа финтата да се богатиме ние. Програмата беше со Ниче Димовски, ми губија него. Овој што е председателот Иванов, кумашинството му е Злата Ковиловска, по името го кажувам, се оставија со жената, манастирот го станирав и сега бараме за 2027 мојата жена вака му вика на свештеникот што е тамо. Дојди, живе кај нас една година, не плаќа ни кирија ни ништо, од другата му даваат пола цена и дури уште повише од половината. За 1200 што плаќа тамо на другите места, ама му најдоа работа на жената. Се ги зема двете керки и синот и мене ми вика, Јоване, не пред нови иницијативи ќе ми направиш проблем. Нема кој да му пее, а он иде на секаде помага. Тој првиот што беше тамо, тоа се работи во април ќе ги отвориме и до следната година, 2027, значи овие сите места што се, треба преку владиката Гатањел, тој ми даде мене благослов, кога фати пандемијата, да појдам во Русија со Тодор Петров и по моје барање беше за манифестот. Има книга Манифест, не знам дали си ја читал, баш од Велес тука. Не значи, сум ја читал. Таа се 90-тите години, 91-92 и Манифест, за што викаме патот светлината од раници, што она, тука го има и Клетников, го има и Дардан Венецки, има други писатели, многу убава книга. А овој што имам ја протоколорни точки 4 за манастирот тоа, што мина од 2019 година, многу мина. На црковните собори што ги имаме секоја година, владиката Пимен прави проблеми, а ова другото сега што, например, го спремам ја, 20 свештеници што се од Германија и 20 што ги имаме од Битола, формирав јас православна матица во Битола со Стеван Здравевски. И ова за владиката Агатангел даде благослов за да појдам во Русија, меѓутоа Путин во тој дел, кога требаше да ги однесеме медалјоните за Путин, што е ова што ти кажав за Ниче Димовски, за што ги имаме, што викаш, каде ни се артефакти, вамо тамо има све, значи, поради Кирил беше целата работа. Кирил е тој од Руската православна црква, како нашиот господин Стефан на врвот. И тој потегна иницијатива за да признае дека све потекнува од Македонија. Си го призна самиот. Од Охридската архиепископија, све што во Оксфорд, овие универзитетиве други што го имаат во Хавард. Значи све е тоа погрешно. И ради тоа сега Путин не може да биде како
Борис Елцин на времето, што пробаа некои работи, или Горбачов уште бетер. Па да кажеме и од Сталин уште времето кога започна. Сите тие работи се правеа со мускули, се игра играчки. Според царството од Англија нема, значи, кралство, никогаш во смислот на она што од Александар III Македонски директно, него индиректно, а нема нација, немаат народ. И сега стана само кралство. Великобританци, големци, сваќаш, им дадо на Србија и Хрватска повод за српско-хрватски јазик, за да уште не доразделат. На турците више одамна им го дадона од македонскиот јазик на турците. Турци не постојат во смислот на муслиманството. Имат, нели, писмо друго што е. Шеитите што се шета, тоа знае шеити и суити, така. Градот им се вика шетачи, шеити, шета. Си го признаваат самите арапски кога зборат, вика ние сме шетачите. Што иделе, например, уште по тие војните. Суитите се од суетата. Значи, сите тие работи, македонскиот јазик, ние го имаме, така пачете ли надоле? Така. И, значи, сите тие работи сега што ги имаме македонистите, Дардан Венецки кажуваше за розета, за каменот. Кој може друг да го тоа идентифицира што го пишувале со хироглифите, па само ние, затоа што ние сме имале глаголица. А од глаголицата доаѓа кирилица и латиница, што намерно на Арслан Принцов, што викаш, каде се наследниците, па Арслан тоа било страв за Англија. Тој си признал све и за Александар и за другите, и турците исто се имале страв. Затоа што турците се вештачка нација, вештачки народ, исто како Грција, Србија, не постоеле, сваќаш, во историографијата. Значи, тоа е Измир, тоа е Пела, каде што било Пелопонес, Ото вториот Бизмар. Сите тие работи што ги имаме вистински на вистина, и сега ние што го учевме во школството, јас сум наставник општо техничко производство, се запишав Петео, ме примија, меѓутоа отидов во Грција за да ги видам тие на лице место од пред 2800 години што се случувало за нас. И научив грчки за неколку месеци, станав предузимач. Значи, на плантажите, знаеш, ме било од дете, сум работела се и се што од земјоделието, пусто за граѓевина и така да, викам да се запослам како наставник, знам колегите уште не ни завршија директно последните испити, со пријателство им најдоа во која школа ќе работи. И отидов. А каде работеше како наставник? Не, значи, ти кажав, колегите се запослија, а ја кога дипломирав, отидов за Грција Пелопонес. И научив грчки јазик и станав како предузимач на плантажите, затоа што имаше ИПАР програма за грците. Секој што има во сточарството грла на јагниња, кози, стока, едно друго, му даваше Европската унија по грло пари. Ако имаш плантажи, ти даваат дали имаш лимони, портокали, ти ги откупуваат и им требаше работна сила од странство. Доаѓа од Австралија, од Америка, од Канада, од скандинавските земји. Ја од тука дојдов, од Југославија бевме тогаш. Значи ти си имал интересен живот вака. И да, така ме навело ова што викаме од дедо ми, кога доаѓав од Америка со него, вика, внучко, тоа што ти е чкртнато, вика, од тоа нема бегање. И сакаш исто дедо ми да го вратам со бабата моја, тие што се од... А они иселеници во Америка, така? Иселеници, тоа ради чичко ми мој, што морал неговиот чичко да го спаси, сваќаш? Тие беа протерани од времето на Тито, а претходно уште од Првата светска војна има што морале пак да бегаат, сваќаш? Некој навистина што се бореле против турското. Крушевската република сите не ја сака. Гоце Делчев им кажа. Значи пред времена манифестот што го имавме. Затоа овој манифест од владиката Агатангел што ти напоменав, тие се разни теми, ќе се вратиме некојаш во април месец што ти интересира. Реши го и камење, секакви имате. И затоа ти напоменам, значи сите тие работи, патешествието и ние што го идеме, има едно поврзување и тоа поврзување е пак што се манифестира силата, моќта и славата на нашиот Татко Небески и тие манифести што ги започнав. Тодор Петров се исплаши, медалјоните се сега веројатно кај Коце Трајановски, заврши више ова што требаше да привршува војнава при крајот со Украина, не може да трае долго. Русија не можеш ти да победиш
затоа што од тука влегоа преку Југославија, нели, кога ја бомбардираа. Калето ние им го дадовме. Значи, ние сме сами против себе се ништиме со една игра на зоолошка градина. Тигри, лавови, исто го направи со Крушевската република. Ти бараш република, иронија, а ти си царска држава, прва на светот, триконтинентална. Сваќаш се за време на турското. И турците не беа проблем, затоа што ти не бе нероднини. Каков Кемал Ататурк, каков овој што е Скендербег. Па тие беа наши македонци. Да. Сваќаш? А овие викат, не, тие беа Срби. И сега ви албанците кои ми викат, пошто научив од Нерези, каде што е Пантелеймон заштитник, и за Велес, и во Скопје го имаме Нерези, за нережаните што се шалам со мајка Тереза. Тереза, не Тережа. Режани, разбирате? Тережам, нережани, и Тереза, што испаѓа Тереза е реза. Сака се, според јазикот ги толкувам. И сега тие од Нерези што се албанците што се правеа мангопи што научив, а бе вика ние сме Илирида. Племето, па викам племето пцуја моите стари кондив. Абе племе ваше. Абе вие викам какво племе се правите, какви лири, какви лириди. Лири ви дадоа или рида или лири. Сваќаш? Бирај. Или ворите или пари да земеш. Или лири, или вака онака, ма било како ти си различен да биде. Сваќаш? Од Скендербег силување, вамо тамо за да има разлика. Ке ти дадеме знаме, тебе црн двоглав орел, не веќе му го дадеме Свети Никола Белиот. Ама тие беа православни. Исто богомилите босанците ги има донесено Тито. И ради тоа сега се открија работите вистински на вистина. Еве го моментот што се погодил низ молитвите вчера за покаяние што доаѓа во твоето семејство, да си се покајат. Да си имаш како дедо Гаврил, дедо Михаил, Протостојко што бил тука негде. Едно дете за мајка Македонија, едно за татковина, едно што викаат како Бог што кажал, размножете се. Сваќаш? Имаше и Ѓорче што викаше трето дете. А што не направија нас? Ето го без деца. Мене исто на сопругата, овие што беа од Бели, од другите, у Германија утробата на операции направи некои работи, за да барат од мене семето што се вика, а да ти направат хибридни деца, сваќаш? Утробата, што е природно, каналите што е малку затворени, и они направија голема грешка, се извинија, а наводно лесно е за деца да имаш. И ни продава и 300 чуда. Се качиме горе. Се качиме таму, да. Што ќе ги измени овие. Ја иде бос цело време, знаеш, со него. Па супер е бос, да. да. Бос иде цело време. И сега вика, мајка, ти ќе пак сепак Значи имаш многу знаење, видиш како се сретнавме случајно. И мене ме интересираат вие теми за тоа. Верувај, нема случајности. Да. Една енергија што е таму и во картите на секаде, ти кога спијаш, ја кога спијам, значи телото, наши нели си останува таму, ти си сонувал нешто, јас сум сонувал нешто. Има од тука, има во Америка, ова ниче што го кажуваше. Он е горе на небесата, више во клиничка смрт ги гледа сите околу него се и се што, а во клиничка смрт се знае, сваќаш. И се потврдува точно тоа што е. Тодор Петров исто го кажува, колку клинички смрт го кажуваат. Значи тие сигнали, примопредаватели, мобилни што ги имаме. Значи таа енергија ги поврзува пак луѓето што се од Бога одбраните и се стресе. Еве на пример кинезите имаат прилика уште од малецки годинка две моториката да развиваат и со лева и со десна и со таа нога и све, сетилата нивни се повише од ова ние што викаме виде, слушна, вкуси, мирисна, вака онака. Значи човекот имаат многу повише сетила. Што човекот може да се замисли како самурајците. Да. И затоа Ниче Димовски на крај кога свати работата, вика Јоване, земе си го раот со себе и понеси го. И дарувај го на тие што сака да го зимаат. На секаде, сваќаш рајот. Многу убава. Таман да го завршиме видео. Ето, многу убава мислава. Значи ти благодарам, значи за споделените информации. Тоа се од Бога ти се дадени, не се од мене. Да, ама ете се сретнавме случајно и беше многу интересен енергија, што е позитивна, што го викат, во смислот на позитивата од Севишниот, бидејќи има и позитиви, од да речеме да се сега ајде со Мицкоси, да се со овој со Горнана, со другите, и они се радуваат на позитивно, дотерани со ова, со све, на секаде они се радуваат. Ама тоа е лажна радост,
Кога другите како ти и ја што Ако шетаме другите вака, не се среќни, не се што среќни. сега? Не можам И ја да зато- бидам и зато среќен ова сам. што го кажеш, тоа ти е дар. Еве, грака чавките од негде се слушне ово што вика. Да. Секој што грака си бара чавките, во Англија ги дресира како птица. Оравот има љушпа како на мозокот, така. Да. А ораво значи ора, ораме, з ора, зора. И оро го играме. Разбираш, све е поврзано. И ете ги гледаш како птиците има како тие на кондор ке се качат од згора, тој горе ќе она. Значи познавањата доаѓаат преку чувството на човекот, се враќа во тебе, во мене, во сите и зависи што чувствуваш. Ако си чувствителен кон тој немоćниот, тој што страда, значи Исус не дојде за богатите, не дојде за фаризеите. Нема потреба, ѓаволот све им дава, секогаш имаат, ама ги искушава. Има позадина, сваќаш? А таа позадина ѓаволот ја крие. Дали ме свати суштината на животот наш? Значи, тие што се чистите, по законот сега, имаат избрано, например, собрание. Во собранието, нели се пратениците, се избира влада. Мнозинството на владата што имаат министри. И сите тие сега министри што се, ги пратили од НАТО како пријатели те бранат. А тие те крадат, те плячкаат. И сега они се радуваат, леле, штубаво, имаме бранител, ке кркаме, ке јадеме, законите ќе ги правиме, па снајди се. И овој, ама го заебав овој, ама го заебав оној, а тоа се брат и сестра. Како и камен и другите, братуче еден на друго. И секој се радува кој кого заебал, ја имам джип, ја имам ова, ја имам палата, абе немаш ништо бре човече. Кој ќе отидеш ти немаш ништо. Него душата вечно ќе ти биде жедна. А оген ќе те гори и нема после кој да ти избори више така. Тој што ти дал тука, ти ја купил душата. Ти си стегнат во еден севержански обруч, ќути не кажувај, еве ти. Ќути не кажувај, еве ти. И после вика кој како клевети, те омраза, те ова, те она, испаѓаат проблеми, сваќаш? Во семејството, во фамилијата, во општината и градот и испаѓа од град. Со град сите што ги имаме, испадна Севержани стан. За жал, Нов така е. Тоа е. Така е. Фала ти уште еднаш, ја видео, Да ќе се го здрав, објавам ако Како сакаш? ќе го објавам, интересен беше овој муавет, Објави сакам си. да го чуат и Ја другите немам- луѓе, да. Немам приватност во мојот живот. Баш затоа ми е што го мило. Живеам она што од таткото небески со љубов, патувам тука, мене ме донесе љубовта. А Ниче Димовска како те интересира, има и книга што викаше Бог е љубов. Да, Значи тие сретна љубовта Божја, со други зборови. да, баш ми е мило и мило ми е да го Мене ми е слушнат и драго. другите луѓе, твоето мислење ти е Значи, уникатно. Може да си објавиш, може да си додадеш. Ја ти ја Супер. давам авторната, авторитетна твоја лична што е поврзана ако е со Светиот Дух, што викаме, тука не може никој ништо ни да раскине. Кога е нешто кога го даваш од себе, а не бараш повратно, дали се пари, дали било што, значи тоа му го даваш директно на енергетското поврзање, утре ќе се поврза други личности така. Така е, Како така ние е. што се сретнуваме, тоа е патешествието, доаѓа и прочка, дај Боже ова да ги потикне за прочка. Да, Да се смират, да дојдат видеа, покажи ме ова, убавината секогаш. Тука е убавината. Ете и чавката што грака. Таа е во Англија што ја бараа за смрт. Дресирана, чавката се зима во клунот, да чепка нешто, да извади, како мајмуните, кој онади, ако е мед од дрвото, нешто е, не може да се ја извади ратата на крај, сваќаш? да држи, да. И затоа ние сме народ, види ги убавините, сите пранево сонцето денеска. Вика, ќе врне во последниве 3 дена тука, еве си заврши работа и некој што му требаат од божествен карактер за славата на, кажеме, не сака името, секој да му се спомнам, знае за кого мислам. И така натака. Значи прекрасно е, што ти кажам. Ова е убавината од моја баба и Вимка, од Велес, Владиловци што е Да, додал. тука е, Од да. другата страна се шетале како дечиња, овчарчиња. Немале никакви проблеми. Јадење, пиење, ама пустото проблемот било златото, кој поубаво ќе се облече. Па и уште е до ден Па денеска, тоа е. тоа е. Ајде да сме живи и здрави, како е така е. Да, тоа е убавината, нека гледат луѓето, ете и џамија се гледа таму, гледаш оно што е. Толку од разговорот, видеото морав да го прекинам нагло, затоа што снемував батерија, а пробав да го завршам со некоја поента видеото, меѓутоа човекот продолжуваше да зборува, мојот соговорник, па така едноставно го прекина видеото, затоа што ми
снемуваше батерија. Мислам дека ми можеле да зборувам уште сати доколку имав батерија, меѓутоа и тоа што го снимав, мене ми беше многу интересно, се надевам дека ви беше интересно и на вас. Голем поздрав до мојот соговорник, до сите вас, ви благодарам што гледавте видеото, не заборавајте да се претплатите, ако сте во можност и да станете членови, уште поубаво, а јас ви благодарам од срце, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.